Драги гледачи, драги приятели, се радвам што можеме и денес да размислуваме и да се поучуваме од Божјето Слово. Божјето Слово е непогрешен извор на вистината. Денешното проучување што го имаме носи наслов Еве, твојот цар доаѓа. Дали си подготвен? Во претходните неколку предавања зборувавме за следните нешта. Прво, во кое време живееме и како централна личност во случувањата во ова последно време е нашиот Спасител Исус Христос. Потоа во втората тема страв или вера, како стравот може да биде победен и заменет со непоколеблива вера кога човекот ќе го пронајде Исуса Христа и му го предаде својот живот. А потоа во третата тема видовме дека наша единствена сигурност во овој несигурен свет е нашиот Спасител Исус Христос. Во крајното, последното предавање, ние разговаравме за советот што го дава нашиот Спасител Исус Христос, да ги подигнеме нашите глави и да го фиксираме нашиот ум горе на небесните нешта, на Исуса Христа, бидејќи се приближи вашето спасение. Денес ќе разговараме за второто Христово доаѓање. А потоа ќе размислуваме за тоа дали сме подготвени или поточно како да се подготвиме да бидеме во правилната група, групата на спасените, кога нашиот Спасител ќе дојде. Во претходните проучувања видовме дека последниот видлив и јасен знак пред самото Христово доаѓање ќе биде проповедањето на вечното Евангелие. Исус на своите ученици им ги кажува следните зборови. И ќе биде проповедано ова Евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. Односно, како што не открива јасно Божјето Слово, можеме слободно вака да го запишеме ова пророштво. И ќе биде проповедан Господ Исус Христос по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. Исус Христос, како единствен и комплетен Спасител, ќе биде издигнат пред луѓето на целиот свет и секој ќе биде ставен на тест дали ќе го прифати Христа и дали ќе му го предаде својот живот како на единствен Спасител, единствена светлина, единствен пат, вистина и живот. И тогаш ќе дојде крајот. Луѓето ќе се поделат во две големи групи. Оние што веруваат во Господ Исус Христос и живеат според Неговата волја, тоа е едната група, и втората група се оние што го отфрлаат Христа и Неговата волја, а одлучуваат да живеат според човечките заповеди. Пред нас е последната криза и секој ќе одлучи дали ќе му се покорува на Бога или на луѓе. И тогаш ќе дојде крајот. Исус продолжува и кажува: тогаш ќе се јави на небото знакот на Синот човечки и ќе се расплачат сите земни племиња и ќе го видат Синот човечки како доаѓа на небесните облаци со голема слава и сила и ќе ги испрати своите ангели со силен трубен глас и ќе ги соберат неговите избраници од четирите ветра, од едниот до другиот крај на небесата. Тогаш ќе се исполни ветувањето што им го дал Исус на своите ученици. Но тоа ветување не е само за нив, туку и за сите други што ќе поверуваат во него во текот на целата земна историја до крајот на светот. Тоа значи дека важи и за нас. И вели: да не се плаши срцето ваше. Верувајте во Бога и во мене верувајте. Во домот на мојот Отец има многу места за живење. А да немаше, зарем јас ќе ви кажев, одам да ви приготвам место? Кога ќе отидам и ќе ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас кај себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Но, како ќе дојде Христос по втор пат? И како можам да знам дека сум спремен кога Исус повторно ќе дојде? Ајде сега да одговориме на првото прашање. Како ќе дојде Христос? Нашиот Спасител, тоа го открива со следните зборови. И кога ќе ви речат: еве го овде или еве онде, не одете и не барајте, зашто како што молнијата кога ќе светне од едниот крај на небото, го осветлува и другиот крај, така ќе биде и Синот човечки во својот ден. Христос се враќа повторно на земјата од небото, од горе. Тој нема да се појави од доле, на некое место на земјата. Затоа и не открива во Светото Писмо
дека не треба да одиме и да го бараме некаде на земјата. Неговото доаѓање ќе биде од горе, од небото. Потоа, Светото писмо не открива дека второто Христово доаѓање ќе биде буквален настан. Со други зборови, истиот Исус Христос, кој отишол на небото и сега е од десната страна на Бога. Истиот тој ќе се врати повторно овде на земјата. Еве како е тоа запишано во Библијата. И како што гледаа кон небото, додека тој се вознесуваше, одеднаш пред нив застанаа двајца мажи во бела облека и рекоа: луѓе галилејци, што стоите и гледате кон небото? Овој Исус, кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде пак на истиот начин како што го видовте да оди на небото. Тој ќе дојде на истиот начин. Се вознесува вистинскиот Господ Исус Христос и вистинскиот Христос, истиот тој, ќе слезе од горе од небото на земјата. На многу места во Библијата јасно ни е откриено дека второто Христово доаѓање ќе е видлив настан за сите луѓе на земјата. Еве неколку текстови. Тогаш ќе се јави на небото знакот на Синот човечки и ќе се расплачат сите земни племиња. И ќе го видат Синот човечки како доаѓа на небесните облаци, со голема слава и сила. И тогаш ќе го видат Синот човечки како доаѓа на облаци, со голема сила и слава. Ете, иде со облаци и ќе го види секое око, и оние што го прободоа, и ќе се расплачат пред него сите племиња на земјата. Да, амин. Освен што второто Христово доаѓање е видлив настан за сите луѓе што живеат на земјата кога тој ќе дојде, тоа ќе биде и шумен настан. Ќе можат сите да слушнат. Неговото доаѓање нема да биде тивко, туку ќе се разгласи по целото небо. Бидејќи вели: сам Господ по заповед на гласот на архангел и при труба Божја ќе слезе од небото и најнапред ќе воскреснат мртвите. Тоа ќе биде шумен настан. Со Божја труба, ангелите ќе затрубат и сите луѓе тоа ќе го слушнат. Тогаш кажува: најнапред ќе воскреснат мртвите кои умреле со вера во Христа. Праведните мртви, зашто самиот Исус кажува дека ќе има две воскресенија. Вели вака: не чудете се на ова, зашто иде часот кога сите кои се во гробовите ќе го чујат гласот на Синот Божи и ќе излезат, кои правеле добро ќе воскреснат за живот, а кои правеле зло ќе воскреснат за осудување. Значи, при второто Христово доаѓање најнапред ќе воскреснат мртвите праведни, а потоа продолжува апостол Павле: ние што сме останале живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господ во воздухот, и така секогаш ќе бидеме со Господ. На друго место, апостол Павле вака го опишува воскресението на мртвите праведни и преобразувањето на живите праведни при второто Христово доаѓање. Вели вака: еве тајна ви кажувам, сите нема да се упокоиме, туку сите ќе се измениме, одеднаш, за еден миг на око, на последната труба, зашто ќе затруби и мртвите ќе воскреснат нераспадливо, а ние ќе се измениме, зашто распадливото треба да се облече во нераспадливост, а смртното да се облече во бесмртност. Библијата зборува за бесмртен живот при второто Христово доаѓање. Доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос исто така ќе биде и многу славен настан, бидејќи самиот Исус кажува: зашто како што моњата излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде доаѓањето на Синот човечки. И вели: ќе го видат Синот човечки како доаѓа на небесните облаци со голема слава и сила. Но, Библијата зборува не само за воскресението на мртвите праведни и преобразувањето на живите праведни, туку исто така и за неправедните кои нема да бидат спасени. Еве како е тоа запишано во Светото писмо. И небото исчезна како свитка на хартија, и секоја гора и секој остров се поместија од местата своји, и царевите земни, и благородниците, и богатите, и војводите, и силните, и секој роб и слободен се скрија во пештери и горски камењари, велејќи им на планините и на карпите. Паднете врз нас и скриите не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето, зашто дојде големиот ден
на неговиот гнев. И кој може да обстане? Не само што ќе биде славен настан, туку второто Христово доаѓање ќе биде последниот настан поврзан со животот на луѓето на оваа планета Земја. Потоа, нема веќе да има жив човек на земјата. Мртвите праведни, кои умрле со вера во Христа, ќе воскреснат. Живите праведни ќе се преобразат. И сите заедно ќе отидат со Господа горе на небото. А неправедните ќе бидат уништени при второто Христово доаѓање. При второто Христово доаѓање ќе има две групи. Спасени и неспасени. Драги пријатели, во која група ќе бидеш ти? По второто Христово доаѓање, откако ќе заврши твојот овоземен живот, нема да има втора благопријатна можност за спасение. Апостолот кажува со сета сериозност: во благопријатно време те услишав и во денот на спасението ти помогнав. Еве, сега е времето благопријатно. Ете, сега е денот на спасението. Нашата вечна судбина ќе биде определена од одлуката што ќе ја донесеме денес. Има ли нешто што може да те спречи да се подготвен кога Христос повторно ќе дојде? Денес е времето на подготовка. Денес е времето на одлука. Која одлука треба да ја донесеш денес, за да бидеш подготвен кога тој ќе дојде? Кога Исус повторно ќе дојде, тогаш тој ќе го воспостави своето вечно царство во кое ќе владее правдата. Твојот престол, Боже, е вечен. Жезлот на правдата е жезл на твоето царство. Ти ја љубиш праведноста и го мразиш беззаконието. Секој кој во склад со принципите на тоа царство, Божето царство, кои се изразени во Божите заповеди, Божиот закон, ќе влезе таму. Дали принципите на Божето царство се во тебе? И кога ова прашање ние сега го поставуваме, за да можеме да дадеме правилен одговор, ние треба да земеме во предвид што кажува Светото писмо, што кажува Библијата. Во Библијата јасно запишано дека човекот не може сам во себе да ги всади принципите на Божето царство. Најнапред, за да го види Божето царство и да го наследи, тој треба да биде наново роден. Таа вистина Исус му ја открил на Никодим. Кога Никодим дошол нокне време кај него, Исус му ги кажал овие зборови. Исус му одговори и рече: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Божето царство. И друг текст кажува: Исус му одговори: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божето царство. Зашто роденото од тело е тело, а роденото од дух е дух. Нашиот Спасител му кажува на Никодим, а истото ни го кажува денес и на нас, дека само Исус може да не подготви, може да не направи да бидеме спремни за Неговото царство кога Тој ќе дојде. Новораѓањето според Библијата е дело на Светиот Дух. Вследувањето на небесните принципи во човекот, промената на човекот од телесен во духовен, промената на карактерот на човекот, тоа е дело на Светиот Дух. Апостол Павле тоа јасно го изразува и во Ефесијаните 2 глава, 8 до 10 стих. Зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не е од вас, туку дар Божи, не е од дела, за да не се пофали некој. Зашто ние сме Негова творба, создадени во Христос Исус за добри дела, што Бог ги предодредил уште од порано во нив да живееме. Текстот кажува дека сме Негова творба, дека спасението е Божи дар и дека сме спасени по благодат. Таа благодат, силата на Светиот Дух, го раѓа човекот наново и ги всадува принципите на Божето царство внатре во човечкото срце. Тоа е јасно откриено во следните зборови. Бог кажува: ќе ви дадам ново срце и нов дух ќе ви дадам. Ќе го земам од вашето тело каменото срце и ќе ви дадам срце од месо. Ќе го внесам во вас мојот дух и ќе направам да одите по моите заповеди и да ги пазите и да ги исполнувате моите наредби. Тоа е дело што Господ го прави. Тоа е дело што само Господ може да го направи. Тој, Господ Исус Христос, е оној што те подготвува за своето царство. Да бидеш подготвен кога тој ќе дојде.
Апостол Павле ги кажува овие зборови: оној кој го започна во вас доброто дело, тој ќе го доврши се до денот на Исус Христос. Но, како што кажавме вчера, ние не можеме да седиме пасивни, а сепак да го добиеме спасението. Ние мора да го направиме од наша страна оно што Господ во својата љубов не повикува и не моли да го направиме. Што треба јас да направам? Текстот во Ефесијаните 2 глава 8 до 10 стих ни кажува: зашто по благодат сте спасени преку верата. А во Римјаните 5 глава 2 стих апостолот јасно не открива дека благодатта можеме да ја добиеме единствено само преку вера. Вели вака: преку него со верата добивме и пристап кон оваа благодат во која стоиме и се гордееме со надежта во славата Божја. Но Библијата кажува дека и верата е дар од Бога, зашто зачетникот и усовршителот на нашата вера е повторно и единствено нашиот Спасител Исус Христос. Како што е запишано во Евреите 12 глава 2 стих. И повеќе од тоа, во истиот тој стих, апостол Павле ни го дава одговорот што ние треба да правиме за да добиеме вера, а преку верата благодат, за Светиот Дух да може да го започне тоа добро дело и да го продолжи до второто Христово доаѓање. Делото да бидеш подготвен. Што ние треба да направиме? Вели, имајќи го пред очи зачетникот и усовршителот на верата, Исус, кој поради неговата идна радост претрпе крст. Ако добро се преведе од старогрчки јазик би гласило вака: гледајќи постојано, фиксирајќи ги своите очи постојано на основачот и усовршителот на нашата вера. На кого? На Исуса Христа. Ние треба да го насочиме својот поглед кон Христа. Денес е времето кога треба да ги подигнеме нашите глави и нашите очи, нашите погледи да ги фиксираме во Христа, зашто гледајќи во Христа постојано, ние ги добиваме сите тие дарови. Кога нашиот поглед е насочен кон Исус, кога ние размислуваме за Христа, за неговиот карактер, кога нашите умови се насочени кон барање на Бога, за да го запознаеме, тогаш Бог ни дава вера. Гледајќи постојано во Исус преку верата, тој ни дава и благодат. Тој е Светиот Дух кој не наново раѓа. И тој го започнува делото на преобразба, делото на подготовка за неговото вечно царство. Постојано гледајќи во Исус, издигнат на крстот, ние се менуваме во Христов лик. Ние пак, сите со откриено лице, како во огледало гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во истиот лик, од слава во слава, како од Духот Господов. Денес Бог ти упатува повик да дојдеш кај Него, да му го предадеш својот живот за тој да го води. Тој сака да те спаси, тој сака да те наново роди, да ти даде вера, да те преобрази и да те подготви за своето царство кога тој ќе дојде. Денес е времето на одлука. Денес е времето да дојдеш кај Христа и целосно да му го предадеш својот живот. Да гледаш во Него и гледајќи Бог да те подготвува и да те промени, да те подготви. Денес е времето да дојдеш кај Него за тој да го превземе водството на твојот живот и да те подготви за своето славно второ доаѓање. Дали денес ќе му го предадеш својот живот? Целосно, потполно? Ти си сигурен, потполно сигурен, кога целосно му го доверуваш својот живот на Исус Христос, твојот Господ и твојот Спасител. На крајот ќе се помолиме. Господи Исусе, јас разбирам дека Ти наскоро ќе дојдеш. И сваќам, Господи, дека Ти си оној кој што ме повикуваш денес да го насочам мојот поглед кон Тебе. И Ти ме уверуваш, Господи, дека ако јас го предадам мојот живот во Твоите раце, дека Ти си оној кој што ќе го започнеш доброто дело во мене, дека Ти со Светиот Дух ќе ме преобразиш и ќе ме подготвиш за Твоето славно доаѓање. Те молам, Господи, превземи го мојот живот во Твоите раце. Денес ја носам таа одлука, Господи, да Ти го водиш мојот живот понатаму. Прими ја оваа моја молитва, тоа те молам во името Христово. Амин.